Почитувани граѓани, почитувани представници на медиумите. Дојде време јавноста во Република Македонија да ја дознае вистината за лагата врз која што Никола Груевски го изгради митот за неговиот виртуелен патриотизам. Тој лицемерен патриотизам на Груевски што одзеде 9 години од иднината на Република Македонија и ги зароби една деценија граѓаните во ужасна и мачна безперспективност, додека фамилијата Боговски се сместила по рајските земји. Ајде да се подсетиме на Никола Груевски, кој го познаваме. Тие барат компромис. Под компромис подразбира промена на нашите уставни. Нашиот одговор беше дека ние не можеме да се пазариме со самото име. Цел култ разви овој човек врз овој став. Сите се сеќаваме. Но друга е реалност. Се пазарел, почитувани граѓани, и тоа како се пазарел Никола Груевски со уставното име на Република Македонија. Ова е моментот на големата вистина. Денеска со вас, внимателно, без да ги загрозиме државните и националните позиции на Република Македонија, без да ги загрозиме дипломатските односи со нашите партнери од меѓународната заедница, ќе ја споделиме вистината што имаат право да ја знаат граѓаните на Република Македонија. Ова што ќе го слушнете не се информации од преговарачкиот процес што се води под покровителство на Обединетите нации. Ова се конкретни и јасни докази за класичниот underground, подземни пазарења во кои што е инволвиран Никола Груевски, со underground посредници од негова доверба во Македонија и посредници од негова доверба од нашиот јужен сосед Грција. Сите шпекулации биле точни и кога излегоа информациите дека се водат преговори, тајни преговори, без знаење на граѓаните во Македонија, за што предупредувавме, и кога се пишуваше за тајни преговори што се одвиваат надвор од процесот доверен под покровителство на Обединетите нации. Тогаш, кога Никола Груевски обвинуваше дека платеници, соросоиди, заговараат промена на уставното име на Република Македонија, токму тогаш на вистина се правеле пазари, но тие пазари ги правела власт. И тоа, денеска, почитувани граѓани, ќе слушнете и кои биле вистински преговарачи за промена на името на државата. Не биле тоа официјалните преговарачи на Македонија во Обединетите нации Никола Димитров или Зоран Јолевски. Не бил ни тогашниот министер за надворешни работи Антонио Милошевски. Не бил директно дури ни Никола Груевски. Никола Груевски слушал за уставното име на Република Македонија под маса, во тајни простории, со познатиот бизнис партнер од Грција на Никола Груевски и неговиот братучет Мијалков, човекот која преговараше продажбата на рефинеријата Окта, по сите информации заштитниот сведок на власта кој го местеше Љубе Бошковски дека наводно го продал името на државата. Со тој човек Емануел Малезис, познат како Маноли, преговарал, почитувани граѓани, кој друг, ако не лично Сашо Мијалков. Сашо Мијалков, братучедот на Никола Груевски, босот во Македонија на криминалните и паравојни структури кои действуваат за цели на Никола Груевски. Замислете се пазарел за уставното име на Република Македонија со грчкиот партнер, посредникот за тајните преговори Маноли. Ке го слушнете сето ова самите од аудио доказите што ќе ги презентираме на денешната пресконференција. Од овие аудио разговори ќе стане јасно дека Никола Груевски лажел кога тврдел дека не се пазари за уставното име на земјата. Се пазарел. Не е точно дека не разговарал за идентитетските прашања. Разговарал и ги договарал. И не само што Груевски и Мијалков го правеле сето ова, туку го правеле заткулисно. Затоа во разговорот со кој што ќе почнеме, ќе слушнете како преговарачот на хартија Зоран Јолевски му признава на министерот за надворешни работи Антонио Милошевски дека медијаторот Нимиц чувствува дека е исклучен од процесот.
Еве ја таа снимка. Ја да кажам, сакам да ја побарам околу ова што се видов со Нимиц. Да. Во ова. Овака најбитно е прво што се малце како исклучен од процесов. Да. Меѓутоа нели ја имам предовни следби со него, не толку што е исклучен колку што ќе речат другиве. Гледам како грижа му е. Да. И сега ми вика со Василаки снимал скоро 3 месеца никаков контакт. Да. Во петокот му се јавил, побарал и исто и мене ми рече да направиме некоја средба. Да. Јас дека пред да се сетам на премиерот му пуштив СМС да нема нешто му кажам, он не ми се јави тоа, ми се јави после тоа. Да. И премиерот мене ми рече, вика, во поглед на седа, вика, само кажи му да не биде додека сум ја таму и додека да не направи спекулации таму, нели. Папандреу е, Груевски, или пред или после тоа, така како инструкција го добив. Јас дека денеска празник не сум му се јавил, ти утре ќе му се јавам на мед да него, дека не е нешто премногу уитно. Тоа инаку него фактички он вика сакам да покажам дека процесот е жив. Ако се сеќавате, почитувани граѓани, вестникот Дневник, тоа беше пренесено и од другите медиуми, објави дека во паралелниот преговарачки процес, кој е целосно развиен во тајност, како што објави грчкиот вестник Македонија, грчката страна ја представува АР, советник на грчкиот премиер, кој му дава инструкции на посредникот ММ, грк кој живее и работи во Скопје. Од македонска страна, како представници на Груевски, според изворите на грчкиот вестник, во разговорите учествуваат двајцата браќа, едниот вработен во царина, а другиот е шеф на тајната полиција. Веста поконкретно ја пренесе српскиот вестник Блиц, кој напиша: скопски медиуми наведуваат дека представници на грчката страна се поранешниот директор на македонската рефинерија Окта, бизнисменот Емануел Малезис Маноли и Алекс Рондос, близок соработник на премиерот Јоргос Папандреу. Во преговорите од македонска страна вклучени се браќата Мијалкови, Сашо Мијалков, директор на тајната служба, и Владко Мијалков, советник на директорот на царина. Инаку блиски роднини на премиерот на Македонија Никола Груевски, напиша српски Блиц. Кога излегоа овие информации, авторката на текстот во вестникот Дневник беше подоцнежната уредничка во порталот на Мијалков Телеграф, која не пренесе коментар од власта на Груевски, но пренесе официјална реакција од грчка страна во која што се негираат преговорите под маса надвор од процесот во Обединетите нации. Портпаролот на грчкото Министерство за надворешни работи Григорис Делавекурас ги одрекол овие информации, изјавувајќи дека постои еден преговарачки процес за името под покровителство на Обединетите нации. Ајде сега сите заедно да ја слушнеме вистината. Следува разговор помеѓу Антонио Милошевски, Никола Груевски и Сашо Мијалков, секако вклучен во тројна дискусија преку интерфон. Во разговорот за уставното име на Република Македонија се зборува буквално како на пазар. Да биде со загради, да биде и со додавки. Да биде не со една, туку со две придавки. Што ќе ја задоволи грчката страна? Независна, вардарска, суверена, горна, северна. Со еден збор се договара име посложено и од референцата ФИРОМ, со која што се подсмеваше власта на Груевски, а со која што Македонија стана дел од Обединетите нации. Еве го тој многу важен разговор. Ало, Петре, Што правиш? Добар, во Сараево сум. Со амбасадорот па ми објаснува нешто за Босна, колку повеќе слуша човек, толку повеќе не знае. Ова е вамо навидена равенка. Јас сакам да помоабетам за тебе за една работа, ако можеш малку на страна нешто. Да, на страна сум излегов. Епа, тука сум со човекот што оди да разговара. Да. Ги знаеш до скоро информациите. Ги знам, да. Сега, денеска дојдоа они. Аха. Еден од нивните представници. Да се покажеме и ние ко домаќини. Да, дојдоа денеска. Тој подебелкиот, не знам дали се. Аха. Не тој. Да, предпоставам кој е. Тој што е
тој што е Асли Грк, овој другиот се малку Да, мешавина. Да. Ама и тој е на исто мислење со тој, Да. и тој сака да биде работа. Да. И он доаѓа у подготовка на утрешното. Утре оде во нашиот таму. Аха. Со тој на А, што треба да се види. Да. И у подготовка демек што како и овој нашиот му рекол, ние на ова да загради веќе. Да, Не може, да. молните ќе пропадне све, џабе. Не може, овој ги собра сите до еден беа против. Само овој на А беше за. Аха. Све до еден таму што собра сите против. Немој џабе времето ќе си го изгубите, ќе пропастиш. Аха. Дај нешто друго да видиме. Тврдо играат. Аха, да. И сега мучкаме што да правиме. Па сакав и тебе да те чујам. Нашиот вика дали да одиме со пред Република. Аха. Што според тебе било? Ова да речеме долу горе, знаеш ти работи. Аха. Ако е со горе, што викаш? Тоа нека се проба. Да речем сега од сите лоши варијанти, ова може. Ја мислам дека е ризично тоа да појде кај нас после, ама Не, ризично е. Ние сега правиме муабет затоа што знаеме секакви глупости што паѓале како предлози. да. Ама сега јас поаѓам од мојата дефиниција. За ако стои тоа со горе од напред, тогаш поаѓам од фактот што ако и на крајот и ако не биде, ама правиме муабет за да биде, ама и ако не биде, може тие ќе бидат тие што ќе го ишутираат. Па барем ако ништо друго, нема нас да не ги чешаат ребрата. Например, да се оди со сега јас, моја идеја е вака, гласно размислувам, да се остави заградата, значи да си постои, тие внатре нека одберат нешто што би стоело, да не биде се и се што, ама ете, од нешто што имаме слушнато до сега, а ние напред вамо, најнапред, ние да додадеме нешто што ќе биде со политичка конотација. Фактички тогаш има две нешта, едно што го додаваме ние, и што не ни пречи, и што е напред, што ќе биде дел од официјалното. Може да те уклучам вака да слуша и човеков? Да, може. Да те слуша. Значи, мислев... Тоа е многу сложено ми изгледа тоа. Знам, ама може да биде, да речам, да се продаде и кај нив, а да не оштети премногу нас, односно да не оштети таа компонента на ненарушено име Република Македонија едно до друго. Значи, целта ми е ние да речеме пред зборот Република ние да додадеме некоја политичка референца, независна, суверена некоја, а тие да одберат нешто што би стоело плюс во заграда. Би било името малку посложено од тоа што јавноста очекува, ама во секој случај она чистото име што ќе се изговара, чита, употребува, пишува, за нас нема да биде штетно, ќе има политичка референца, независна Република Македонија или некаква, а за нив па приказната ќе може да биде дека сериозно е променето името, иако географската на која што те инсистираат стои во заграда, сепак има додадени се две придавки и со тоа покажуваме јасно дека сме успеале во нешто што еве Сизифовски труд вложуваме, не успеаме 20 години. Антонио, знаеш што име на нив битно? Да. Нив им е битно short name. Нема да има short name. Нема да има short name, ние ќе им кажеме дека во официјалните називи, може тоа да биде и дел од спогодбата, дека секаде ќе оди Македонија, ќе оди со единственото официјално име.
нема да има short name како Македонија или не знам што. Некој пример, на пример, независна република. Друго што би можело? Демократска република. Независна, демократска, суверена може да биде. Мислам, тие три вака се горе-долу. Пред република. Па пред република да биде, да. Независна република Македонија, во заграда, сега зборам директно за сите нешта, во заграда горна, независна или суверена република Македонија во заграда северна или значи ние во секој случај официјалната компонента, она најважната, суштинската од името нема да нас да ни донесе ризици. Ќе си го сочуваме Република Македонија со нешто, еве, условно речено племенето со независна или со нешто друго. Географската нивна ќе стои во заграда, а тие дома, бидејќи Јорго не може да го помине тоа само во заграда, изрече луѓе не можевме ништо повеќе, останува Република Македонија во заграда горна. Ќе рече да, тешко беше, но не е само заградата, каде што ние имаме одредена референца, туку дополнително издействувавме да има уште една одредница и стигнавме до компромис да има и политичка, која прави сепак и одредена политичка дистинкција, ние сме независна држава, суверена, прави политичка дистинкција, и има уште една компонента која што е географска и која што ја прави дистинкцијата на која што тие инсистираат. Значи, сложено име, посложено здравје, ќе може некако да го продаде кај своите дома. Се тоа во ред, ама што ќе личи името? Не, јас сега си правам вака споредба. Мене, кога би ми се рекло, сега ние да имаме две понуди и... Референдум на што ќе личи, не за после. Не, добро, и референдумот за референдумот поаѓаме од основа за тоа што е за нас прифатливо или неприфатливо. Значи, ако јас имам два избори, едната да биде Горна Република Македонија или на англиски Upper Republic of Macedonia, и втората да биде Independent Republic of Macedonia во заграда Upper, јас како македонец, гледано вака долгорочно, би одел на втората. Заграда Вардар. Или во заграда Вардар, да. Значи, кога би бирал помеѓу Вардар Republic of Macedonia или Upper Republic of Macedonia како едно име, без загради, без ништо, или Independent Republic of Macedonia во заграда Вардар или во заграда Горна, јас би ја одбрал оваа опција со заградата. Затоа што заградата, сакале тие или не сакале, со тек на време ќе си отпадне и ќе си остане Independent Republic of Macedonia. Сега проблемот е што краткорочно, кога ќе им го понудиме тоа на луѓе на референдум, те речат добро е, па вие за една референца правите муабет, што е сега ова кој Обединети нации 5-6 додавки, придавки, посложено ќе испадне од привременава што имаме сега, ама ако се гледа долгорочно напред во 5 или 10 години, заградата си отпаѓа и се останува тоа што ќе биде, независна или суверена или нешто слично. Океј. Така, тоа е моje мислење. Исто може Сашо и да игра и со една друга работа, која што за нив не е некоја смртна закана, ама сепак е нелагодност, која што можеме да им ја, да им ја решиме, во пакет со евентуално решение, кое нормално ќе ни одговара нас и на нив и на нас, и ако нешто треба некаде еве дополнителен аргумент за нив, оди и тоа што го затвораме прашањето со тужбата. Да го користи и тоа, да. За тужбата ние ја имаме одлуката. Значи, тоа ќе биде како сепак наш гест. И со самото тоа што тие би ни овозможиле негде некоја позиција помалку или повеќе да наложиме. Тејте си со тужбата, добите и видите што ќе добиете. Молам? Што ќе смета на нив тужбата, ако ние го решиме со нив спорот и после тужбата ја добиеме, што губа тоа, ништо добиваме ние? Не, ама не, јас друго зборам. Значи, ние за да го решиме спорот, бараме од нив малку повеќе разбирање за нашите позиции. Ако тие покажат поголемо разбирање за нашите позиции, спорот се решава и тужбата се повлекува.
Ја треба да ме може и да не ја повлечеме. Нема логика. Не, ако да не ја повлечеме, нема голема логика. Можеме и да не ја повлечеме, пак ќе има некоја осуда за нив или нешто, ама мислам може Сашо да игра, да рече еве ова е дел од пакетот. Ако ги прифатите овие позиции што ги излагаме, ви кажуваме дека и тужбата веднаш вие или ние или заеднички ќе го известиме судот и ќе му кажеме дека тужбата се повлекува, двете страни договорно постигнале одредено решение и проблемот веќе не постои. Добро. Така, тоа е моје мислење, па... Пробаме утре со Заград, да? Значи, тоа е првата опција. Да. Ама за понатамошниот тек на... Значи, јас тебе ти кажав на Сашо, сега би му кажал на Сашо, од оне што го имам чувствове, од разговори со колеги, колку што ни е потребно нам и колку што ни се брза и ни е важно да го решиме овој спор, мислам дека со оглед и на цела настаната ситуација, со економска криза и со веќе искористени 1-2 блокади против нас, и на нив многу им значи за Грција, за имиджот, за суштината, да го решат ова прашање. Значи, не сме само ние во брзање, не сме само ние во голема потреба, туку исто така се и тие. Значи, колку што за нас би било незвано да е нерешен и да остане до декември, толку и за нив е, што значи оваа позиција кај нив, за разлика од таа на Кремалис, треба да се искористи, тие би требало, заради тоа што на нив им се брза, малку да имаат поголемо разбирање за нашите позиции сега, отколку пред една година. Така. Океј, важи, што и да има, тука сум, тие ќе доаѓаат во Сараево, значи тие утре веројатно ќе биде, на нив ќе им биде целта и со тоа би мислам дека Јорго би направил еден мал триумф ако тој во Сараево на втори дојде тука и заедно со Маратинос, со кого се на 2 дена на телефонски се слушаат, почесто колку што се слушаме ние, и дојде и каже, рече вака и вака, јас Јорго Папандреу при сите тешкоти, ова, она, се, до гуша сум во проблеми, но сам добра вест, го решивме прашањето со Скопје и Грција, овде гордо најавува дека оно што во Солун го рековме Солунска агенда и сега го крстивме агенда 2014 за зачленување на Западен Балкан во ЕУ, јас сум лидер на тоа и го туркам напред. Нема да сопрат да му аплаудираат. Од шпанци до скандинавци. Така што нему ова голем кредит ќе му биде, ако успее. Види, дај Боже ние да го решиме. Прво на тебе ќе кажеме ти прв да кажеш тоа. Добровно нешто. Не, сакам да речам дека човекот е во нужда на одреден начин да го реши ова прашање и дека таа негова потреба, која што исто може би голема или слична колку и нашата, треба да му се наплати од наша страна со барање на поголема флексибилност. Значи, не му е се едно, како што им било пред 2 години, или 3 или 4, дали ова ќе се реши или нема да се реши. Сега веќе мислам и за нив почнува фактурата, сметките да се зголемуваат. Океј, Така. Се слушаме, поздрав се. Се уверивте ли сега кој се пазарел со името на Македонија? Тоа не е никој друг, туку наводно најголемиот патриот во Македонија, лажниот лик Никола Груевски. Слушнавте од разговорот дека Груевски мисли дека е ризично да ја протнека и граѓаните референцата Горна. Но откако Мијалков одлучил да биде Горна, тоа станува и официјален предлог. Еве погледнете го тој документ, јавно објавен тој документ и достапен. Предлогот на медијаторот Нимиц, Горна Република Македонија. Ајде уште еднаш да се подсетиме што беше ризично за Груевски, но поминало, зошто така одлучил преговарачот, братучедот Мијалков. Еве една кратка снимка. Сега мучкаме што да правиме. Па сакав и тебе да те чујам. Нашиот вика дали додиме со 5 република. Аха. Што според тебе било? Ова да речеме долу горе, знаеш ти работи. Аха.
ако е со горе, што викаш, со тоа, нека се проба. Да речем сега од сите лоши варијанти, ова може. Ја мислам дека е ризично тоа да појде кај нас после, ама Од следниот разговор, почитувани граѓани, ќе ви стане јасно дека не е точно дека Груевски не влегол во разговор за идентитетски прашања. Влегол, барал да се решат преку резолуција. Слушнете го разговорот на Јолевски со Милошевски. Мислам, тоа ми беше и од вас кажано, и од премиерот да пренесам. Да. Вика, знаеш, вика, ние, вика, ги слушаме вашите ставови долго време, грчките ставови, вика, ги знаеме и вашите и грчките. Подобро викам, викам, сме се слушнале, сме разговарали многу пати. Јас секој што ти кажувам дека за идентитетот не може да биде предмет на разговор. Ние многу битен идентитетот и мора да ни се тоа да гарантира. Викам, дававме начин како да се најде гарантира метод, нели кој што разговаравме преку да не биде во договор, да биде преку резолуција и овона. Сепак подоцна и во еден од предлозите на Нимиц, како референца за националноста се наведува терминот граѓани на Горна Република Македонија или македонски граѓани. Во последниот разговор за денес лично од Груевски ќе слушнете дека братучетската двојка, тој и Сашо Мијалков, прифатиле грчки предлог. Ова и го признава Груевски на Силвана Бонева. Еве го разговорот. Пус, знаат дека сега не е до нас. Дека ние последно вака во разговорите со овие јужните соседи, беше крајот на јули, почеток на август. Кога нивниот представник даде еден предлог за тој дел што уште не е решен, пошто добар дел од прашањата ги имаме решен. Има уште едно прашање. Он даде предлог, кој што е нешто као компромисен, го мислевме неколку дена и го прифативме. И он вика, сега треба моје да ги убедам. Ја вас ве праша да видам дали го прифаќате, ако го прифаќате, да ги убедувам моите. Ја убеди ги и од тогаш не се јавува. Сега ви само еднаш да каже дека се уште нема што да ни соопшти. Ни да, ни не. 2,5 месеци никаков одговор не дава, се вадат на светската криза. Фуле го знае тоа. Го знае Рикер, го знаат, тие што треба го знаат. И покрај тоа што знаат дека 2,5 месеци чекаме одговор, они удараат на нас за да ни вршат не можат НАТО, тоа на самого, тоа е целата. Ја го викам на Фуле кој беше, викам, еве, ние прифативме. Нека го прифатат. Они тоа што нивниот представник го предложи, и сме завршиле работата, одиме на референдум. Да, ама предолго трае молкот. Па не сум ја крив што предолго трае молкот. Не молчам ја, они молчат. Ама што ако речат не? Па ако речат не, викам, ќе размислуваме понатаму нешто друго. Многу сум загрижен. И јас сум многу загрижен. Постојат уште десетици разговори, но во име на внимателноста кон нашата земја, кон иднината, за да не ги загрозиме перспективите во преговарачкиот процес. Ова денеска што го објавивме сосема доволно, за да јавно прашам. Сега што правиме, Никола Груевски? Кој е лицемерниот? Дали е фер позицијата на Социјалдемократскиот сојуз, граѓаните да го знаат ставот на партијата или твоето лицемерие? На сите полиња, па и на полето на патриотизмот, на кое што си е отрул Македонија, а и незините граѓани. Почитувани граѓани, ова што денеска го обелоденивме има една единствена цел. Вистината за Македонија да отвори подобра перспектива за Република Македонија. Затоа да престанат лагите, да го прекинат лицемерието, да го прекинеме насилието на една тесна група на чело со Груевски, која што буквално се што правела за лични интереси, и затоа на 17 мај во недела, утре, да му порачаме на Никола Груевски да замине и никогаш повеќе да не се појави на политичката сцена и пред граѓаните на Република Македонија. Да не дозволиме ова никогаш повеќе да се повтори. А ние продолжуваме понатаму.